Благодарам, колега Мисовски. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата. Ќе поставам три пратенички прашања. Сите три пратенички прашања се до председателот на владата, господинот Зоран Заев. Првото прашање, имено подолг период, како ги посетувам градовите низ Република Македонија, до мене упатуваат многу жалби за закани, политички притисоци, мобинг и навистина некои ужасни и траорни сведочења од жени кои што се сведоци на тоа, но бидејќи се мајки, бидејќи се сопруги, не се охрабруваат јавно да говорат за притисоците кои што ги имаат скоро секој ден во институциите каде што работат. Јас мислам дека, иако ги охрабрувам ова да го кажат, за да не излезе дека ова се лажни вести, како пратеник секогаш сум внимателна по однос на информациите кои што ги кажувам од говорница, така и сега овој пат, одговорно ви тврдам дека вакво нешто зима епидемиски размери. Од една страна, како општество, говорам значи како општество, се бориме за поголем број на права, поголем број на жени и во политиката и во општеството генерално, а од друга страна, од како сте дојдени на власт, особено значи последниот период, се страшни притисоци, закани и класичен мобинг. Јас ќе ви набројам само 4 случаи, 4 случаи кои што можам и за кои што ми е дозволено, а веќе за еден случај портали има пишувано. Имаме пример во Делчево, председателка на Унија на жени на ВМРО ДПМН, сега говорам за неистомисленици ваши, но се работи и за некои ваши активисти, со кои што не сте имале, не знам, предпоставувам, усогласување. Од Делчево е прераспределена да оди во Берово, а се работи за самохрана мајка. Во Велес, исто така, имате случај од Агенцијата за вработување, која што е префрлена во Неготино само заради тоа што е припадник на спротивна, да кажам, опозицијска политичка партија. Во Свети Николе, во мојот роден град, ова ви го кажав и во претходните прашања, меѓутоа не го упатив прашањето до вас, прашањето беше до министерот за образование и вчера го кажав од говорница и денеска пак ќе го кажам. Во Свети Николе. Значи, да ви опишам што се случува. Вашите директори, раководни структури, ги гледаат фотографиите на нашите профили и ги таргетираат особите кои што работат, односно жените кои што работат во училиштата или во градинките, без разлика каде. И потоа, замислете, ги повикуваат на работно место и им се закануваат. Основно училиште Кирил и Методи Свети Николе. Да е уште потрагично, свикува наставнички совет, што е недозволиво. Недозволиво. Наставнички совет по однос на тоа кој бил после работно време на партиски состаноци. Вака не можеме да градиме демократско општество, вака не можеме да ги градиме капацитетите во партиите. Прашањето ми е дали ова ваша стратегија како председател на Социјалдемократскиот сојуз и доколку не е, се надевам дека искрено ќе ми одговорите, затоа што нема да застанеме тука. А имате случај во Лозово каде што е избркана бремена жена од работа, градоначалникот на Лозово е избркал од работа. И исто така многу големи жалби добивам од градоначалникот на Чешиново Облешево, локален шериф. Проверете си ги овие податоци. Дали е ова ваша лична стратегија и ако е, дали мислите дека не треба да ја смените, бидејќи едно говорите тука, на говорница, во јавност, а сосема нешто друго се случува секаде, во сите градови, во сите институции, и ова, верувате, нема да прекинам да го говорам, доколку нешто не направите.
Не сакам ово да го сватите како не знам каква закана, туку како реален факт. Податок кој што не го измислувам, не се фейк нюз, можете да ги проверите. Ги имате сите механизми на располагање. Вие сте премиер. Имате начини како градоначалниците да си ги соберите, да олабават малку. Да, малку да олабават, не вака локални шерифи да изиграваат. Овие, јас сум сериозна, а за колегите, ако им е смешно. Сега, второто мое прашање, господине Заев, во веќе многу цитираното ваше интервју на Алфа, рековте дека нашиот јазик е од словенско потекло и е дел од групата на јужнословенски јазици, тој јазик е верификуван 74-та Обединените нации, така натаму и така натаму, но ние сме, рековте, млада нација. Од тука сакам да ве прашам, може ли да ми објасните вашата изјава, што значи млада нација, како ја подразбирате? Според вас, ако сме млада нација, од кога постои таа млада нација? И согласно капитулантскиот преспански договор, после Илинден, сонцето од Кутлеш или Аргедиската звезда ќе треба да биде забрането. Како мислите, прашањето ми е, дали планирате апсење и приведување на граѓанин кој што ќе излезе во јавноста со ова знаме, дали на спортските надпревари, ако некој граѓанин сака да го носи, како што се случи, имаше таков случај во Струмица, чинам, дали, како ќе ги, еве имаме плоштади неколку во Република Македонија, што ќе им правите на плоштадите, каде што го има сонцето од Кутлеш, и има многу граѓани кои што во своите приватни дворови, па и фасади, го имаат сонцето од Кутлеш, во нивните домови, во нивните дворови, нивните куки, предните фасади се направени со сонцето од Кутлеш. Што мислите, како мислите ова, јас би рекла, несрекна одредба која што е во преспанскиот договор, а за која што сте вие обврзани согласно вашиот подпис, како мислите тоа да го спроведете? Знаете дека символот сонцето од Кутлеш огромен број на наши граѓани го чувствуваат како означување на македонскиот идентитет. Тоа не е ексклузивно право на грчката страна, напротив, тоа е нешто што припаѓа и на двете страни, но грците сами си го присвоија. Ме интересира вашиот одговор по однос на овие прашања. Ви благодарам.